Почитувани слушатели на Македонската радио програма 3 пати зет од Мелбурн. Денес разговор водиме или ќе водиме со она што го имав јас замислено да направиме серија на интервјуа со децата прогонети од егејскиот дел на Македонија за време на монархо-фашистичката војна во Грција. Денес ќе разговарам со Ѓорѓи Плуковски од Канада, од Торонто, кој е секретар на децата бегалци, а исто така тука до него е и председателот Ристо Чачкировски, кој е председател на Друштвото на децата бегалци во Торонто во Канада. Ѓорѓи и Ристо, добар ден, добро утро на вас во Канада. Добар ден. Добро, јас најнапред ќе го започнам интервјуто со Ѓорѓи Плуковски како секретар на Сдруженијето. Ѓорѓи, мене ме интересира за нашите слушатели, а и пошироко македонците кои се во светот, па и во републиката, особено протераните деца бегалци од монархо-фашистите од 1948 година, 49 година. Вие сте едно од тие деца прогонети од своето огниште. Јас сакам да за слушателите и за нашите кои не следат на социјалните мрежи да кажете кога сте родени, каде сте родени и како ви беше детството. Еве тие 2-3 прашања на почетокот. Роден сум во село Поздивишта на 8 септември 1938 година. Тоа е во Костурското околје, во така наречена борбена Корешта, Так. во кој спаѓа таму 4-6 села во тесна Корешта и малце повеќе во другата. 48 година на 2 април децата од моето село во број од 161 човек со 4 мајки поделени во 4 групи по малите, мала од селото, секоја мала имаше и една мајка и една беше за сите други што не можеа да ги опфатат и сите. 161 човек, 161 дете, во сушност да речам правилно. Така. Тргнавме да одиме пешки со кој имаше родители, да речеме јас со мајка и дедо, пошто татко беше во Макронисос. Само за момент, во злогласниот. Ѓорѓи, вие бевте тогаш 10 години, нели? Јас бев неполни 10 години таму. Ај нешто сакам да ми кажеш за детството, како поминавте во селото додека тргнавте да бегате, да заминувате. Во селото, како секое селско дете, беше обврзано да прави некоја работа, а се разбира и игри со децата, војни игравме. Јас да речеме од 5 години почнав да одам да ги пасам воловите и кравата, поради тоа дека татко беше затворен. И на дедо и на постариот брат, кој беше некои 12 на години во тоа време, му падна да ги орат нивите. Таму немаше некој роден ден и да се славеа, цело време беа војна. Помина Втората светска војна или италијаните пред тоа, дојдоа партизанската војна, домашната војна почна. Така да само една година одев на школу, на грчко школу, али за жал ништо не науков, оти не го разбира учителот што вели. 47 година, 46 на 47 поточно, воведоа македонско училиште, партизаните. Така да, науков македонската азбука, селскиот даскал кој ни беше учител Јани Крчицки, ни преподаваше македонски истовремено. И затоа поставот иде и затвор 5 години.
Тие беа животите во селото. Работа, од кога ќе се памтиш, сиромаштија. Секој кој доаѓаше, земаше по нешто. Дали германците, дали италијаните, како што имам слушано од родителите, од дедо, од тети. Германците во еден замав земаа 250 овци од нас. Така да животот беше све напнат, све со страв. Бомбардираа во селото секој ден скоро, од шестевцката бука, а и со авионите. Еден илинденски пикник што го имавме направено во црковната ливада, требаше да паднам во едно ендече полно со вода, Така? од страв. Оти го бомбардираа селото. И во истиот тој ден, а погодија и нашата куќа. Помина бомбата преку оти све од плитари, меко, не пукна, се закопа некои 15 метра подалеку од куќата. Еднаш, скриени зад една плевна, при едно бомбардирање такво, еден конј кој пасеше тамо некои 100 метра од нас, го кренаа во воздух, не покрит сите со крвишта. Секој ден имаше убиени во селото, секој ден имаше ранети. Еден ден го удри рекордот на сите денови. 11 души загинати беа, вклучувајќи ја и 19 годишната ќерка на попот Димитрија, кој беше селски човек. Наш човек беше. Кој бомбардираше, германците или грците? Грците бомбардираа, али тоа не беа грците. Грците во тоа време нема авиони, нема пилоти. 46-47 година од каде ќе наоѓаат тие пилоти или 48? Тоа беа сите англичани или американци или нивни сојузници. Значи, Така да селото ваше многу настрада во тие години. многу, 78 жртви имаме дадено во селото, вклучувајќи и мајка ми и дедо ми кои загинаа при едно такво бомбардирање од кога ние заминавме. Во случај ако не бев заминат, најверојатно ќе бев со мајка ми и со дедо ми од кого не се делев никогаш. И веројатноста би била дека и јас би погинал исто време. Значи и вашата мајка е погината и дедото. Да, и дедото. Таткото на мојот татко. А кога се случи тоа? 49-та година од кога ние веќе заминавме, јас веќе бев во Полска во тоа време. Така. И за жал разбрав многу покасно. И брат ми и сестра ми разбраа касно 51 година. Али јас разбрав некаде 52 година, оти не сакаа да ме вознемируваат со такви лоши вести. Оти сум бил мал и така натака објаснување. Каков беше односот на грчкиот учител кон вас? Имавте грци во селото? Немавме грци, немавме бегалци од Азија, турци. Бугари, имаше бугари? Немаше ни бугари, ни никој. Бевме сите македонци бевме. За жал, попот, само Попилија, Сотир Попилиев. Така. Татко му беше поп, па тој стана учител. Он се однесуваше кај нас, и јако беше поздивченец. Се однесуваше кај нас да не вика ѓупци, поздивчени, што не име имаше најдено да не понижава. Али цела среќа ние и многу не го разбервавме кога велеше по грчки. Така да не спасуваше од све тоа што го велеше. Дали ве тепаја учителите? Постојано тепа. Имаше една долга прачка, имаше едно дете, беше малце слаб во учењето, така да речам, поненадарен човек. По главата го удираше со прачката, по главата.
Го сретнав 2005 година истото тоа дете, живи во Полска сега. Го сретнав во селото и го прашав дали памти. Молчи, молчи, молчи. Абе му велам, види бе, на тој даскалот му имат кренато споменик во селото, а тој те има скапано тебе одмавање. Ама, што ќе правиш, тие се годините кои ги врвевме, све под страв, све со... Ќе дојдеа војниците, војската, бурандари, што ги викаме. Требаше да се крие девојчина, ние, да се тресиш од страв. Не беше... Уште еднаш, Ѓорѓи, спомни го селото, сакам да се знае повторно. Селото се вика Поздивишта, денес го има, 31 година го прекрстија во Халара. Халара го кладоа, оти не сакаа поздивчени никако да го менат името. Па на крајо, Халнан, од грчкиот збор расипуват, го кладоа Халара, халариотес, расипувачи. И така селото денес е скоро празно. Нема никој таму, само летно одат луѓето, имањата да ги гледат. Им изградиле ново село, Корестија се вика. Таму ги имат собрано. Јас имам таму полубрат од истиот татко, од друга мајка. И тој живи во новото село, али мора да одат да си работат нивите. Пробат да ги оддалечат од сите топоними, од гробишќата, од све. Чем го оддалечиш човекот од тоа што му е најблиско, најмило, и ќе го оддалечиш од све друго. Така, пред да поминиме сега на патот кој го врвевте до Полска, сакам да кажете збор два за вашиот татко, затоа што бил затвор на Миканос, така, на островот. Во Макронисос. 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 Добро. Во тој што го спомнавте остров, таму туристи одат. Тука беше само камења. Тргнавме на 2 април, како што реков, 48 година. Не кажи за татко ти, за татко ти. Татко ми... Зошто лежеше затвор? Сам не знае, никогаш не знаеше, никогаш не разбрал и никогаш на суд не го извадија. 46 година го собраа од вадење ниви, го пуштија ексорија во Кифира на изгнанство. Го пуштија во еден остров до Пелопонисос таму, од левата страна која ќе се гледа на југ. Тоа беше година и пол таму. Колку што се врати во Косур, по 2-3 недели одма го испратија во Макронисос, и таму тек 50 година некаде во мај ги пуштија. Кога дојде дома кај нас да не види во Скопје, се соблече да си ги измие ноците. Ни еден ног на ноците немаше. Му ги извадија 3 месеци пред да го пуштат од Макронисос. Затоа дека не сакаше да подпиши нешто што не беше. Он не беше никогаш член на комунистичката партија. Како да подпишам кога не бе? Кажи се од оние луѓе кои отидоа во странство, избегаа од државата. Абе, тие се моите деца, како ќе се откажам? 3 месеци пред да го отпуштат, му ги извадија ноктите од ноците до еден. Страшни маки. Добро, ајде да одиме сега со вашето патување како дете од селото, како стигна до Полска. До Желево не испрати и мајка и дедо. Таму дедо Ѓорги сиромавиот вели, биро, нема да ве видам повеќе. И така стана, никогаш не видоа повеќе, и двајцата беа убиени при едно од бомбардирањата, како што спомнав порано. Во Желево останавме само преку дењата, скриени, оти бомбардираа со авионите. Таму веќе не можеа да стигнат со топови, со авионите ги праќаа.
Од Желево тргнавме за Герман. Во Герман исто така преспавме една вечер и еден ден, а ноќето станавме и поминавме преку границата во Долно Дупени. Во Долно Дупени останавме 14 на дена. Колку души бевте, Чичко Ѓорѓи? 161 човек, дете бевме од селото. 161 едно дете. Чупина, машки, други села. И 4 мајки, така наречени. Во Долно Дупени веќе беа набрани и други села. Јас не ги памтам имињата од тие, никој не му даваше внимание на тие работи во тоа време. Но после 2 недели не качија на воени камиони и не однекоа во Битола на станицата. Така? Таму преспавме една вечер, али пред тоа не поделија на групи. Најмалите деца, јас растев многу слабичок. И ме оставија ѓомти, ме оддели од братот и сестрата, дека ѓомти да не страдам по патувањата и по возовите и така натака. Меѓутоа јас преку прозорот на нужникот скокнав од другата страна, братот ме дочека и останав со брат ми да одиме до Руманија во едно градче кое се вика Калиманешти. Тоа беше едно излетничко место со минерални води, со тие работи, а ние бевме во една зграда 3000 скоро деца. После земаа некои ги однекоа во други градови на Руманија. Али таму таа зградата по 6 мина, по помалите деца, дури по 8 тие помалечките што беа 2-3 години, што ги носеа роднините со нив, спиеа на истото креве. Во Руманија останавме некои 4,5 месеци до октомври некаде и оттаму не товарија во возот за да одиме за Полска. Голема смена сосема. Во полскиот воз на Црвениот крст беше прекрасно нешто. Со тие креватчина, со бели чарчавчина, со јадење, пиење и така натака. Сосема друго од Руманија, али да речем уште дека во Руманија и самата таа држава немаше повеќе што да дади. Беше по војната, се менуваше власта, царовите бега, Руманија беше со Германија и така натака. Потешкотиите беа големи. Од таму, некаде во октомври, тргнавме за Полска, како што реков, преку Букурешт, и стигнавме во градчето Лондек-Здруј, кое е исто така излетничко место во Полска и е многу убаво. Го посетивме 19 година, 2019 година со моите деца таму. Има минерални бани и така натака. Не ставија во едни згради кои ние во животот немавме видено такво богатство, таква убавина, таква угодност, таква милост од полаците што добивме. Тоа беше нешто неопишливо, како не гледа, како не чува. Така. Да. Како поминавте после со школа, со јазикот во Полска? Во Полска јазико, да ти кажам право, многу лесно го наукам, и тоа е словенски јазик. И многу нешта се слични на нашите. Вода е вода. Леп е хлеб и така натака. За тие влашината и албанчината што беа многу ретко со нас, они имаа поголеми потешкоти во таа смисла, али ги немаше многу на почетокот од нив. Училиштата како беа? Училиштата, да. Училиштата
на почетокот, мајките кои беа со нас, ни преподаваа и математика и све друго. Не учеа на македонски јазик. Не да пишуваме, да читаме, али ни зборуваа. Так, так. Ни зборуваа. Тие самите, половината од нив најверојатно не беа писмени самите. Али тоа не одржа да не го заборавиме македонскиот јазик. Мајките беа голем фактор во нашиот живот во овие држави каде се иселивме. Децата не плачеа по сопствените мајки, не жалеа кога одевте боси, како беше тоа? Не само плачеа, туку да ти кажам, секој скришно плачеше. Знаете како ни велеа, вие сте деца на херои, вие не смеете да плачите. Али ноќето, кога ќе се покриваа со чрчевчината, со кебињата, секој еден липтеше за дедо, баба, за мајка, за татко. Сите беа во тие години каде родителите или дедото, бабата беа најпотребните луѓе во животот на едно дете. Така од Лондекс дрој не кладоа во побрзи класови, да речеме, јас во Македонија, во Грција, за тоа време завршив едно грчко, едно македонско. Одма ме кладоа во трето одделение полско. Во Полска. За да стасам со годините. Так, так. По третото одделение не преселија во Згожелец и не ставија во еден војнички касарни после германците. И тој дом, тие домови ги нарекоа за Трповски. После малце време, есента, не преселија во бохатера гета Варшавскего, што го велат по полски, или хероите на Варшавското гето по македонски. Таму поминав 4-5 одделение и од таму не пренесоа во Полице, каде го завршив средното училиште и отидов во Чешин да учам земјоделски техникум. За заштита на растенијата, со прскање, со тие работи од штетници и од болести. Значи во Полска завршивте средно образование. Средно образование. Добро. Понатаму? Од таму се преселив кај братот Ване. Почнав да работам со него во исти дуќани. Тоа ни беше работата во Полска. Истовремено отидов и 3 години ношно училиште трговско. Потоа почнавме да се мешаме во македонските работи, добивавме Нова Македонија по 32 весници секој втор ден. И ги носевме во салата каде се собираа нашите. Тоа многу луѓе не го сакаа. Мислам, оние кои претендираа да бидат грци, али ние сепак ги носевме таму. И брато и некои други таму посвесник што беа организираа една организација која се велеше Егејска зора. Так. Со време и јас станав член на таа истата организација и по некои 2 години време полската влада под притисок на грчката партија ни откажа гостоприимство во Полска. Која година? Некаде 61 година почнаа овие немири да стануват, да и повикува членови на организацијата полската полиција со претензии дека ѓомти ние сме биле против системот и така натака. Се разбира, братот одма презема мерки, отиде во Варшава да види таму во амбасадата југословенска. Наш македонец беше, јас не му го памтам името, али во тоа време беше македонец амбасадорот,
да ни даде визи да одиме во Југославија. Истовремено напишавме едно писмо до Централниот комитет на Полската обединета работничка партија, зашто во Полска немаше комунистичка партија, тоа беше Полската обединета работничка партија, и до владата на Циренкевич во тоа време и Гомулка, дека ние не сме некои противници на системот ваш, туку ние си ги бараме правата, нели со Полската конституција гарантирате такви права. Ни испратија една пратеничка од таму и ни обеќа дека од кога и објаснавме што станува, дека грците тоа све го прават, ни објасни дека не треба да заминуваме. Меѓутоа, ние веќе визите ги имавме и на 13. јули 1962 година заминавме за Југославија. Македонија, за Македонија, али Да, добро. тогаш беше политичката држава, беше Југославија. Југославија политичка беше, да, како така. држава. Одма истата вечер што стигнаме во Скопје, не испратија во Идризово за 17 дена на испитување таму, со кој бевме, како одевме, што правевме. Во Идризово. Но немаше болка, што се вели, не требаше да се плаши човек од тоа. Секоја држава го прави тоа, сака да знае све, дури и со кого си спал, и каде си спал, и што си јал. Така. После тоа не сместија во хотелот Сарај. Беше едно многу убаво излетничко место од Скопје. Тоа е кај матка, нели? Се запишав истовремено пошто немаше работа, се запишав на Универзитетот земјоделски во Скопје. Причекавме малце додек не ги како се вели, додек не ги признаат свидетелствата, требаше да се испратат во Полска, да се вратат назад. Се запишав една година покасно, во 63-та, и така не дочека и земјотресот. Првиот ден што ни доделија еден стан еднособен, со братот, со жената и со детето, стрико со жена му и мене, али право речено и Македонија немаше ни поиќе што да ни понуди. Тамошните луѓе сигурно ни тоа не можеа да го имат. Така да имам големо разбирање за тоа што се вели дека така бевме сместени. Истата таа ноќ не погоди земјотресот на 26. јули во 5:17, али зградата не се сруши за цела среќа. Јас истовремено во Сараја запознав и мојата сопруга Кристина од село Статица. Тоа е се венчавме. Тоа е селото на Илија Димовски Гоче. Да. И на Ристо Чачкиров е истото село. А и Ристо на председателот тука. Так. Жена ми беше во Ташкент, беше во Унгарија дете бегалец, и 53-та година со обединување на фамилиите, на семејствата, а до некоја во Ташкент, каде пресретна стрина му, татко и стрикото. И му вели, извини, стрината му вели, мајка ти не можеше да дојде од ти работи втора шифта. Му вели, каква мајка? Мојата мајка остана во Унгарија. Веќе ја имаше заборавено својата собствена мајка. Оти беше тргната 4,5-5 годишна во тоа време и не памтеше. Многу од тие дечиња кои беа помалечки, ако нема никого близок да им го задржи името и презимето и да им каже од каде се и кој се и што се, додек не станаа малце повозрастни, поголемки, го губеа сознанието за све од прошлоста и никогаш тие луѓе нити се вратија некаде во Македонија, останаа загинати
се истопија во земјите во кои беа, дали Руманија, дали Полска, дали Унгарија, ги снема од површината за секогаш. Од земјотресо. Да, ме интересира колку време останавте во Скопје, во Македонија? 9,5 години. И да ви кажам, причината беше, како да ти кажам, од возбуда дека директорот отиде да побара од трговското предпријатие да ми дадат поголема плата, бидејќи дуќанот работеше многу убаво. Овие одбија. И јас му велам, ќе бегам во Канада. Отидов кај тетка ми и му реков да ми направат книги за во Канада, да ме поканат на одмор. И така дојдов во Канада 72 година, на 16 март стигнав во Торонто. И се продолжи живеачката, најдолгата од сите земји досега и првата што одбрав сам. Зашто другите, таму бев роден, таму ме однекоја, таму ме донекоја. Ова е прва земја што одбрав сами. Тука се сретнав со овие моите роднини на жената, со пријатели, деца бегалци, и со време почнавме да се вклучуваме во црковните, во организации, во Организацијата Обединети македонци. Се запишавме веќе 75-та година, станавме членови по сите организации. Почнавме да вршиме исто така и големо влијание. Вие направивте големо влијание, првата генерација и овде во Австралија, 36-37 година. Македонската заедница овде во Австралија е благодарение на македонците кои побегнаа од егејскиот дел на Македонија. Сите здруженија, цркви, домови и така натаму македонски во Австралија овде се врз основа на заложбата на македонците од егејскиот дел на Македонија. Значи така е и во Канада. Да кажам уште дека во Скопје ми се родија и двете деца, Доне и Александра, кои ги носат имињата на мојот татко и мајка. Дојдоа тука малецки, 7,5 години и 4 години керката. Беше мачно на почетокот. Јас отидов, барем 6 месеци ме пратија на платено англиско школо, English as a second language, што го велат. Да. Како втори јазик англискиот. Па дечината првата година беа многу со мака, со тоа, со ово не разбира, али по математика, по тие работи беа многу напредни, ги поминуваа во постари класови, за од таму да почнат да бидат првенци во школото. Така да немав никакви проблеми со децата во учењето, можевме повеќе да му се посветиме на нашите, како да речам, социјални македонски работи и национални. Така, националните интереси. United Macedonians и така натака. После тоа ме интересира дали си бил назад или кога отиде назад во селото или во 84 година за прв пат се вративме преку Бугарија назад. Во тоа време немаа компјутери. Ако одеше преку југословенските граници, да речеме преку Република Македонија во тоа време, во Грција, одма ќе те застанува. Али во Бугарија, кога го поминуваше грчката граница, немаа никакви податоци за нас, немаа компјутери во тоа време. И така со Ристо поминавме заедно. Заедно поминавме, отидовме некои 600 метра, клекнавме, си ја бакнавме земјата и тргнавме да одиме понака преку Кукуш и да одиме во селата наши.
А некогаш си имал проблеми со властите грчки? Јас лично, да речеме, само можам да речам дека кога го затворија татко ми, еден од тие полицајците ни даде датум, вели, дојдете во петокот на мајка да донесете јадење и некои плачки да се пресоблечи. И кога отидовме таму, што барате тука, палјо Булгара, му вели на мајка, и со тој камшикот, тие долгите камшици што ги има, удри 2 пати, мајка се скуна и ме обража мене, ми ја пукна кожата. Тоа беше најдиректната случка што иначе не има научено во селото. 2-3 зборови грчки. Тенксеро, охи. И тоа беше одговор на све. Од границата ме враќаа некои 6-7 пати. И на крају Од каде, кај Негочани или од кај Негочани? Кај Негочани, да. Отидоме со Human Rights, Macedonian Human Rights тука што е, во Министерството за надворешни работи на Канада. Му ја кажавме болката. Го повика амбасадорот канадски таму да најде зашто ме враќат. Ако сум некој криминалец, молам, пуштите го RCMP канадското, нека ме затвори. Така што велиш, после отидов кај конзуло грчки, ми рекоа од таму, од Министерството, оди кај конзуло, направивме барање до грчката влада да кажат зашто ме враќат. И по година време дојде писмо дека немат ништо против мене. Ништо против мене да не влегувам во неговата држава. Молам, како ваша држава, бе, нели јас сум државјанин на таа држава? Многу бараш сега, ми бе. Такви работи што велиш. Многу пати не враќа, особено 88 година, да речеме, кога одевме со автобусот, групно, деца бегалци, полн, со фамилиите вонатре, со децата, не вратија сите. Беше направиот собир на децата бегалци? Како не, може секретаро на децата бегалци да не види таму. Ние со Ристо, Господ знае колку пати отидоме да го приготвуваме тоа. Од 84 година една од задачите беше да го направиме тлото да почне да работа за средбата. Значи, во Република Македонија. Вие бевте смешани во организирањето на таа средба. Од ваша страна. Не смешани, ние бевме организаторите, да ви кажам право. Так. Седне програмата, а направи комитетот во Скопје. Оти ние не можеме да се занимаваме со културната програма и други работи. Тркалезната маса, да речеме, од Академијата на уметности, на науките и уметности на Македонија. Мано. Ние тие не можеме да ги, али се друго. Одеше предлог стана тука од Канада. А братот мој беше дојден тука 84 година, кога слушна за што се работи, се врати во Македонија, одма организира одбор. Али предлогот оригинално дојде од Симе Милошевски, Бувчанец и Лена Панчарова од Статица, али не во смисла на национално некое, на национална средба, туку на собир на децата бегалци да се видат, да се сторат. Прерасна во такво нешто, во национално, благодарение на нас, во децата бегалци, што се вели, го развивме до таа степен, да можеше да се направи една трогателна таква средба, како што беше 88 година, каде навистина солзи леја луѓето кои слушаа маќите и тегобите наши. Кога се гледа кога овие нашите луѓе таму, артистите, почнаа да го прикажуваат животот во Егејска Македонија, како се живееше, не можеа да поверуваат дека се врвеше преку такви маќи и тегоби, што се вели.
Многу тешко, да, многу тешка историја, многу лоша историја имаме ние. 78 година во рамките на Обединети македонци почнаме да го издаваме Macedonian Canadian Voice или канадско-македонски глас, начело тука со главниот редактор Ристо, а сите наши блиски пријатели што беа Васко Панчаровски, другите, сите беа во редакцијата. Али, за жал, немаше никаква помош од никого. United Macedonians беше само зборови, ништо не правеа. Одлучија да ни помогнат финансиски, никогаш тоа не се случи. И така, по 3-4 години, загина весничето. А црквата не беше помогна многу... црквата? Како? Црквата не помогна? Црквата не само што не помогна, во исто време почнаа да издават духовна искра и ги одземаа и тие нам што ни помага, некој од нив, што ни помагаа нам, го одземаа и тоа. Но децата бегалци беа во смисла многу понапредни од сите здружени организации во Канада преди се. Зашто? Зашто отидовме од базата што ширеше и тука и нашиот председател, во сушност, тоа многу го гледаше да биде на место. Не баравме никогаш граници. Не викавме Обединета Македонија. Обединети македонци, да, али Обединета Македонија со што? Кој ќе оди таму? Кој ќе се бие? Имаме армија ние да земаме Македонија? Немаме. Имаме оружје? Немаме. Со што бараме? Требаше да се барат човековите права. Да, и така, кога ни дојде од Австралија Србиновски, Стојан Србинов? Србиновски, ни дојде тука во Канада и предложи да се организира еден таков одбор на Human Rights, еден комитет на Human Rights, да биде независен, да не му припаѓа на организација, да не му припаѓа на никој, али истовремено да биде од активисти кои навистина ги разбират работите. Го испратиме во Обединети македонци, они го одбија. На тоа ние одговоривме со тоа дека повикавме некои повидни луѓе да се соберат на едно место и да решат и да го направат тоа. Нашиот подпредседател стана и првиот председател на Комитетот за човекови права, тоа беше Васко Панчаровски. И така почна тој комитет да работа, кој ние силно го помагавме. Да ви кажам право, отидовме за материјални средства да бериме, во една вечер собравме 77.000. Со Стив Ставро беше еден од најголемите помагачи наши. Ни дозволи да одиме во Ројал Јорк со гаранцијата, мислам, ни дозволи. Џон Битов, дека ако загубиме, Џон Битов помагаше? ќе ни ја плати загуб. Џон Битов помагаше? Со зборови повеќето. Да, оти тоа го имам слушнато и во Пиринскиот дел на Македонија и на други места. Стив Ставро ни обеќа дека ако загубиме во Ројал Јорк, не бидиме успешни, ќе ни ја плати зијанот и ќе ни даде $10,000. А ако не, што ќе направи? Му нареди на Коста Ников, негов помошник таму, десна рака него, да побара адвертайзинг од сите компании што му носат заирје на Напкил Фарм во тоа време. И направивме само од таму некои $17-18,000. Собравме 1019 мина во Ројал Јорк хотел. Салата беше величествена, а донековме македонка таму, играорна група од Свети Климент Охридски. Представници од сите политички партии на Канада.
представници од владата. 72 поканати гости имавме, кои не му побаравме, се разбира, да платват. Вклучувајќи го и Стив Ставров со жената, кој никогаш не пропушти наша средба да дојде. Никогаш не пропушти. Направиме околу $54,000 таа вечер, а имавме 2 пејачи од Македонија, Јанко Узунов и Блага Петревска, кои ги имавме дома за да не арџиме пари по хотели. Си ги гледавме дома, подобро од хотел да видиш. Така, да. И така што велиш, собравме многу импозантни суми во Македонија, а плативме бината во Сарај, на езерото Треска. Бината што се градеше беше $24,000. Споменикот го плативме ние, $22,000. Сликовницата што ја направи Нова Македонија, $5,000. И по барање на македонската влада му дадовме на Палас Турис $50,000 за да отвори канцеларија во Торонто. Летови да продават и така натаму. Го плативме престојот за 3 дена на средбата за сите деца бегалци од демократските така наречени земји во тоа време, 88 година, бидејќи они не можеа да си дозволат на хотели и така натаму. Добро, сакам да ве Значи- прашам, сакам да ве прекинам тука и да ве прашам. Јас бев да го посетам гробот на Илија Димовски, Гоче, и Да. неговиот гроб не се знае во Скопје. Јас покренав една иницијатива да го направиме споменикот. Имате желба вие, еве јас во септември ќе одам, имате желба да се организираме Австралија и Канада, да не биде исфрлен најдобриот наш командант во војната, кој војуваше цели 9 години, да не сликата му е исфрлена, не му се знае ни слика ни ништо. Јас имам бидено на гробот пред 6 години. Да ви кажам право, ќе се конектираме со United Macedonians луѓето, зашто тие се највеќе одговорни за овие работи. И да почнеме Па и не треба многу пари. Јас тогаш во тоа време кога прашав колку може еден споменик така да го направиме, тие ми рекаа околу 4-5 илјади евра да биде така, да може да се знае местото, да има слика голема, да се знае дека беше командант на македонско-егејската бригада. Но идејата е прекрасна и би требало тоа да се следи што се вели, зашто иначе нема да остане ништо. Не, во Бутел таму е зафрлен на едно место, да ви кажам, дури јас плачев кога го видов тој гробот, дека нема ништо. За жал така се фрлат коските на нашите видни луѓе. Добро, Чичко Ѓорѓи, да завршиме тука со вас, да почнеме со председателот на Сдруженијето. Почитувани слушатели, еве завршивме сега со Ѓорѓи Плуковски, потоа да продолжиме со интервјуто со Ристо Чичкаровски, да не збере Чачкировски. Ние имаме во селото наши Чичкаровци, затоа ми се мешаат. Чачкировски, Ристо Чачкировски, веќе сега знам од селото Статица, познато село Статица, каде што од кое село се плашел и не знам дали знаете, се плашел и Черчил, бидејќи од таму потекнува големиот командант на македонско-егејската бригада Гоче Илиевски, го грешам, Илија Димовски Гоче. Илија Димовски Гоче. Сега за тоа ќе зборуваме покасно малце, за вас уште еднаш добро утро и добре дојдовте на брановите на Македонската радио програма. Мило ми е да веќе поднесовте таква една идеја да сретнете деца бегалци и тоа, како што рече Ѓорги пред мене, нас не навикае
горско началство тука во Македонија, па успеавте да се контактирате со нас, а вие сте ми се чини дека и прв човек кој од Австралија поднесе таа иницијатива или ја спроведе во живот, така да успеаме да се договориме, да размениме мислења за повеќе прашања. Јас ви благодарам многу. Ви благодарам многу што се одваживте да ја кажете вашата сторија што ја имавте како деца протерани од своите огништа. Еве, јас и вас ќе ве запрашам, вие сте родени во селото, познато село Статица. Кажете ни сега збор-два за вашето детство, за вашите родители, како беше Статица, бидејќи Статица беше познато место. Како ги поминавте тие денови во вашето село? Најнапред, кога сте родени, Ристо? Јас сум роден во 40-та година, во јануари 1940 година, на почетокот скоро почетокот на Втората светска војна, така да моето детство е поминато под знаме на светската војна или граѓанската војна во Македонија после тоа. Тука се поврзани, и што спомна Ѓорги, све што го рече Ѓорги во однос на тоа детство важи и за нас, за мене. Јас не би сакал да се повторувам, меѓутоа да ви кажам за село Статица нешто, кога веќе сме за тука. За вашето детство ќе ми кажете. Ова е, сам каже, поврзано со тоа. Димов, Илија Димов, тоа ни беше мој комшија на село кога бевме, меѓутоа пред да стагне ова работа, тука беше името на селото беше сменето од Статица на Мелас. Мелас беше еден грчки пратеник кој беше испратен од Грција да во нашите места да се бори. Андари Шубиќа Ѓорги, тој беше испратен специјално да се бори за придобавка на македонски луѓе или да ги поврзи македонци со грчките идеи за балканската политика и така натаму. И во име на тоа останува дека има еден акцент, пред да дојде Илија Димов, беше акцент кој беше наметнат на селото по таа причина. Иначе во самото село, јас како да ви кажам, да спомнам ова што го рече Ѓорги, што е еден од важните фактори, беше тоа дека јас за време на Втората светска граѓанската војна имам загубено татко ми и брат негов Стрикол и тетин еден, тоа се тројца возрастни луѓе кои загина, и најмал брат во тоа време загина исто така како резултат на граѓанската војна која се одржа во селото Статица. Иначе, јас успеав, како што спомна, јас успеав една година да одам на школа, и тоа беше македонец, меѓутоа она прчката, обично беше дреново прчка, тоа е така многу јако дрвте, со таа прчка да бие по раци. За дрена. После не пишуваме ние книга, немаше такви работи. И ова јас го паметам, зашто ние одем тогаш на школа, носевме, ги викавме плаки. Тоа беа како табла, мек камен, и земав се едно камче, се пишуваше, тоа беше нашето учење од село. Меѓутоа не остана ништо од тоа, поради тоа што дојде војната, и после таа војната слична историја како што Ѓорѓа спомна, да спомнам само дека Статичени исто така имавме негде околу 70 нешто деца кои заминаа за во Полска и други толку деца поминаа преку Унгарија. Значи, бројот на децата од Статица кои заминаа беа негде околу 150, цирка плюс мајнус, што викаат англичаните. Таа група, патот што го запиша Ѓорги е сличен. Со мајките поминавме граници, поминувајќи тоа, минувавме ноќно време, денски, имаше бомбардирања. Мали деца, фамилија, обично ние имавме, бевме 5 мина, и ние како шетаме само како слика, да ви кажам, и како сестра ми беше најголема, братот се држеше за фустано за неј, јас за него најмалиот што беше од позади, што викаш, и тој за мене за раката, и така шетавме да не загинеме по патот, зашто се случува и такви работи. Али патот беше сличен на тоа, неделја и така натаму. Стигнаме, исто така беше слично, ние преку Руманија отидоме во Полска, во истот лонге други што беше така не почекај. Што Ристо, сакам да ве прашам за братот што ви загина. Како загина тој? И тоа загина едноставно
И колку години? беше Најмање услови. он беше тогаш да ви кажам беше едно 3 до 5 години, тука некаде беше во тие години. Мајка ми само го задржа да има едно дете со неја, да не е цело време сама. А партизански кон во селото кога доаѓаше со вака беше во близина на тој го удри со нога по главата и таму заврши приказна. Тоа беше резултат на тавион, не беше директно со бомбардирани и такви работи и меѓу таму заврши. Сега стигаме во Полска да ви кажам една работа за ова. Ѓорги спомна, го кажа тоа, меѓутоа јас би сакал да го потенцирам ово. Ние кога стигнаме во Полска, тогаш беше све оставено во Полска на грчката комунистичка партија да се расправа со сите проблеми поврзани со децата и на друго. Значи тие има добиено право тие да решават, без да се замеша државата внатре. Што значи тоа? Да ви кажам само практично, ова што спомна Ѓорги за таа иницијатива што беше за нашите кои сакаат да си барат своите права, најдоа на проблеми. Тоа проблеми доаѓа така. Во тоа време, после војната, во партизанството кога заврши, тие што беа постари луѓе, мајки, ранете едно друго ги праќаја во Полска. Младите војници што беа отидоа во Русија. Така беше политиката во тоа време. Ево, мајка ми стигна во Полска, успеа да се најди со она што се вика вака. И се приклучи со децата да помага. Во тоа време политиката беше таква, ја нарекоја мајка дека биде агент на Тито и ја стера од детскиот дом. Да не им помага, да не биде поврзан со децата. Вие знаете што значи да влезе еден возрастен човек да го пуштиш во една чужа држава, да не знае ни јазик, ни ништо апсолутно, да се снајди. Тоа беше проблем. Меѓутоа, не завршува таму. Учителите кои беа во тоа време, многу од нив беа поврзани, како се спомнав, преку партијата, беа одговорни и не можеа да имат своји иницијативи. Веруваат, ако ви кажам дека на брат ми беше посран малце дека почна да чита некои книги, успеваше вака, го начекај овие, не биле книгите по прописи, па сакаја да го терат брат ми од детскиот дом. На возраст тогаш беше 12 години и така нешто. Не само што го истераа од тоа, јас паметам, еден учител што беше, не гледаше вака, грк се викаше Беса, дојде човек од мене да ми ги контролира, имав едно куферче со книги внатре, да видат што книги читам едно друго. Ова идеја, ја кажувам поради тоа што во крајна линија полските власти разбрае во што е проблемот. Поради тоа што Ѓорги спомна дека во Полска сличниот јазик, сличната национална припадност и така натаму и направи македонците да бидат поразбливи, да комуницираат со полските власти и така натаму. Успева да елиминират грчката комунистичка партија, ја внесува да биде во полската комунистичка, за да не може сами да командуваат. Значи, грците успева да го наметнат нивниот начин на живеењето. Со други зборови, тоа што го направи, ќе ви кажам само дека во детскиот дом во кој бевме, имаше дојдено, ако паметате од историја, сигурно знаете, Захаријадис беше еден секретар. Ако не сега сакав да прашам, бидејќи е многу контраверзен, ветуваше слободна Македонија, но кога влезе во парламентот, како рече, ја изгубивме војната, ама ја добивме Македонија, нели? И фактички тоа беше, го имаше дадено, тоа беше генералот Маркос, Вафјадис, тој кога го побара и кога му дозволија Грција да се врати во Грција, помина преку Македонија, беше задржан неколку дена во Струга или таму во едне таквото. Имаше да наш македонски историчар Андоновски, Христо. Тој беше Христо Андоновски. Христо Андоновски. Тој беше таму присутен, имаше интервју. Во тоа време беа двајца грчки новинари кои правиме увид. Овој нашиот збореше грчки, знаеше ова. Прашањето беше поставено, како што спомнавте вие, за ова. Меѓутоа рече, вика, направивме, вика, што не направивме, ама вика, едно е сигурно, вика, ја задржавме Македонија да остане дел во Грција. Тоа беше одговорот. Исто така, да ви кажам само во Полска, јас во хајскул, што викаме тука во лице, средно училиште, гимназијата,
беше дојден и македонскиот, ако се сеќавате, македонскиот генерал Вајна, што го вика, што беше, тој беше единствен генерал македонец во Грција, што беше. Да. Ја, и водак, и тој беше дојден, тогаш беше од Бугарија, беше дојден во Щечин, ние бевме тогаш собрани, и на истото прашање го поставивме, исто одговори, вика, ние рече, војна да ја направиме, што направивме, вика, ама ние се боревме, вика, да и дадеме автономни права на Македонија. Значи беше принципиално беше до таа степен разбран да знаеше дека ние деца веќе почнавме да размислуваме за идеите што е националност, каква е политиката, што треба да се прави. Тие времиња беа многу тешки. Ние дошме во Полска, кога бевме, отидовме, ни почнавме да учиме едно време од български, со българската азбука, со български книги донесени отамо, додека не се поправи односите, па ги елиминиравме тие, па дојда од Скопје, ни дојдат на помош, ни испратија книги и така натаму, и се смени политика. Значи, ова е, го кажуваме важно, поради тоа што ние кога раставме со овие идеи. Раставме, како што спомна Ѓорги повеќе пати, ние раставме како македонци. Така не го спитае таму. Тоа беше во Полска. За жал, да речеме, ова го кажувам само знаејќи што станува, во Руманија, во Унгарија, да речеме, имаше унгарската власт, поради тоа што унгарците има лоши односи со Русија против славјани, и во име на тоа, што направија, сака да му ги смена, и му ги смена на сите деца во Унгарија што беа од македонски, им направија, им дадоа грчки презимиња. Ова политика станува не само тамо, исто така во Руманија има проблеми што ствара овие. А да не зборам за други места. Значи, ова една политика не направи да ние со Ѓорги бидеме тоа што сме денес. И ова сакам, ако дозволите, да продолжам само за идејата за 10 бегалци. Ја. И ние кога се организиравме, Ѓорги спомна, меѓутоа беше една работа што направиме. Ние основната цел ни беше нас, како што спомна Ѓорги, ние не бараме промена на граница. Тоа беше една цел. Втората цел која поставивме ние беше ние ќе се бориме само и исклучиво за човековите права на нашиот народ во овие држави во Балканот. Во државите што се работи со овие, што се работеше овие двата услови кои ги поставивме ние, не направија нас деца бегалци, да никој на светот не смееше да речи ни еден збор против нас, поради тоа што под ова што го рековме, секој може да се подпише. И непријателите, и пријателите. Не можеа да не закажат. Ова беше основната идеја, и поради тоа што успеавме ние, не спомна Ѓорги во тоа, успеавме ние да влеземе, да натераме југословенската влада своевремено да земи, да не прифати нас како легитимни представници македонски. Апсолутно. Ова кажам зашто, како што спомна Ѓорги, своевремено издававме ние вестник наш македонски тука. Едно време имаше еден вестник српски, Наше нови република, Наше новине, така беше. Ме повика зашто јас го председател, и главен редактор ме повика таму дода. Отидов на собранието, што има, тоа беше како амбрела, сакаја да праве тогаш да биде југословени, али по тоа Срби и така натаму, тоа веќе ги знаете тие проблеми. Меѓутоа, кога отидов таму, јас сум еден од луѓето кои ја сакат висината, без разлика колку да е тешка, неразбирлива, меѓутоа тоа е единствениот пат по кој човек треба да се движи, ако си го сака да си го зачува своето достоинство. Им кажа вака, ние сме организација на деца бегалци, ние се бориме за правата на сите македонци во сите делови, како беше поделена, не само за Југославија, него сме и во Грција, ние сме и за Бугарија, дури и во Албанија имаме, ние се бориме за тие права. Нашето место не е со вас. Ако ни прифатите како позитивна организација, повелете. И така свршиме работа. Ние им дававме тие елементи, влегувме, ова го кажувам поради тоа што успеавме ние, верувале или не, да нашата организација, не само што ние ја спремеме ова средбата во 88 година, од тоа ми ги поставиме темелите и све што требаше преку
братот на Ѓорги успеавме да направиме комитет во тоа, направиме комитет во Австралија, во име под за истата идеја, дури и Европа ни се приклучи. А за ние Ѓорѓи Доневски беше таму во Македонија, така? Ѓорги Доневски се приклучи, после беше во комитетот на деца бегалци во Македонија, беше секретар, со време. И се работи за такви работи кои се малце тешки и тешко да се разговара, тешко да се најде заедничко мислење и мислење, меѓутоа средбата беше таа што за прв пат во Македонија, ако ви кажам зашто јас се среќавав со повеќе официјални личности во Македонија, како официјален, како председател, да ви кажам само како нашата деца бегалци работеме ние тука. Ние работеме на еден принцип. Додека бевме собрани заедно, имавме председател, секретар, да оди до надвор од средбите, сите бевме истозначни, со исто мислење, секаде отидоа наши луѓе, така делегации, одеа наступчени на друго. Имаме многу демократски расположение, значи апсолутно реков, бевме отворени до таа степен. Таа наша политика не напредешме. Ние успеаме кога отидоме, јас лично како председател, кога ја направиме средбата, требаше да додам да разговарам со председателот на Југославија, тогаш не прими, и тако Николич. И што беше, да речеме, јас го кажам ова поради тоа што тоа беше нашата идеја, деца бегалци. Видите, таа е една масовна голема работа, да се сретнете со председателот на Југославија, мислам, или пак председателот тогаш на Македонија. Не беа тие ситни работи во тоа време. Не само тоа, се сетаме и со овој председателот на синдикатите на Југославија. Тогаш беше, ако знаете историјата на Југославија, синдикатот беше тој кој предлагаше кој да биде председател, функција, таа беше многу важна функција. Тој човек дори ни дојде, го поканаме, ни дојде и на средбата, па бевме одржа еден многу добар говор во наша поддршка. Меѓутоа, нашата средба, ние кога ја направиме, кога стигнаме во Скопје, сигурно знаете ова, дека влијанието беше толку големо, за прв пат во Македонија се позбори национално, свесно, со разбирање, и најдовме на толку разбирање, многу луѓе ни кажуваат дека каде бевте досега, прв пат го слушаме ова од вас. Дури до таа степен, ако се сеќавате, беше подпредседател во Македонија за власта на Киро Глигоров, како се беше, Рисевски. Професорот Рисевски беше. Тој ни беше дојден тука во Торонто на една од средбите и човекот да рече во неговите говори за деца бегалци. Вие децата бегалци, Блаже Рисевски. Рече, вие децата бегалци, вие го направивте за Македонија, ако се сеќавате, тоа рече што го направи Брежнев или Хрушов кој беше во Русија, која ја прогласија таа гласност политиката што беше, ако се сеќавате, перестројка, ја направи, Блаже ова го рече за нас. Сам ми кажам дека тоа што го направивме ние беше од таков карактер. Не беше и малечко, не беше, иако беше во основа на пријателски состаноци, меѓутоа имаше огромно влијание во Македонија и развитокот на националните идеи за Македонија. Тоа беше една основа која му се даде шанса на Македонија да конечно си ги побара своите права, иако само во рамките на Северна Македонија, меѓутоа без разлика како и да беше направена правилно и како што треба. Со тоа што во Македонија ќе ви кажам, како седнав со нашите политичари, се извинувам вака го прекинав. Работата беше во ова, кога разговаравме за овие работи, не наоѓавме разбирање со официјалните власти во Македонија. Нашата цел беше, како што спомнав, human rights и за сите делови на Македонија. Властите во Македонија се ограничија само до Република Македонија. Само Република Македонија, тоа е вардарски дел на Македонија, тоа да биде Република Македонија, знаеш, без разлика, не си ги побара правата на другите места. Ова беше една од цели, јас имав учествуват како и од
Организацијата Обединени македонци, ние имавме идеја. Кога се прави Македонија, имавме испратена делегација тамо да разговараме за овие работи. И овие работи ги укажуваме како примерно, кога се правеше Конституцијата на Република Македонија, имаше една точка во неја, во која Македонија се задолжуваше да се грижи за македонското малцинство во соседните држави. Тоа беше прашањето. И ова ние така го дискутиравме во тоа време со Стефан ми се чини и беше овој министер за внатрешни работи и овој Црвенковски, така ми се Син му на Црвенковски беше. Он после стана амбасадор на Македонија во Англија и така натаму, со него разговаравме за овие и му поднесаме прашање. И Македонија се откажа од тоа. Видите какво влијание имаше нашето движење во сите овие работи што беше и јас му го поддржувам нашиот председател кој спомна повеќе пати. Гревот е апсолутно од македонската историја да не го подцени, да не му даде достојната важност на Дружењето на децата зашто ние влијаевме не само што се викава и политички и национално направивме големи работи, иако сега во нашите години ние малце сме надвор од тие идеи, меѓутоа тоа би требало да биде една од и светлите точки во новата македонска историја денес после ослободувањето и така натаму. Толку би требало да биде. Ајде ќе ве прашам покасно малку само уште нешто сакам да ве прашам околу кралицата Фредерика. И двајцата не спомнавте ништо за незе. А и таа направила големи злосторства со македонците. Тешко е да му се приклучува на кралицата, поради тоа беше дел на грчката влада, го употребија името на кралицата, да земат многу наши деца, зашто идејата за нашето бегање врши да останувајте писми едно друго. Како Ристо имало кампови некои таму на островите. Ги собира и нив да ги направат грци од македонци на деца беа обично собирани. Беа и наши деца кои како мали се успеа да се вратат во Грција, завршија таму во тие камповите и едно друго. Меѓутоа тоа беше официјална политика на Грција, значи тоа треба навистина човек да навлезе во тој проблем, да знае колку се препредни, колку се наопаку луѓето овие грци како такви што се во однос на тоа на македонското прашање. Зашто македонското прашање е многу болно и сите го знаат Грција. Сега во последно време почнува малце да биде согледано внимателно со оглед на многу работи. Има промени во тие работи кои доаѓаат, меѓутоа се уште има работа да се направи. Сакам да ве прашам, меѓутоа не сакам да забегаме во политиките денешни, бидејќи не сакам да ставам да ве ставам вас во сенка на денешната политика, бидејќи премногу е добро интервјуто што го направив со вас. Само кратко ќе ми одговорите, или не мора да ми одговорите ако не сакате. Преспанскиот договор, член 7. Вие сте родени во егејскиот дел на Македонија, спрема тој член вие не сте повеќе македонци. Вие сте грци со еленска култура од Александар Македонски до денес. Да ви кажам, за ова прашање има еден елемент во нашата култура. И исто за името, ние сме македонци, се бориме македонци, сега ни наметнаја северна. Да ви кажам само ова. Мислам, ако сакате да одговорите, ако не мора. Но, ова е прашање. После таа средбата, за прв пат, тука во Канада се случи канадската власт, тоа грчката власт, тука има консулат во Торонто, да ме побарае мене лично да имаме наши представници на разговори со консулот грчки тука во Торонто. Ова не се случи до тогаш и после тоа не се случи да побарат, да разговарат со такви луѓе. Ова ви го кажам само кога правихме муабет, човекот што беше
што беше конзул официјален, тој беше дојден од Азија. Тој беше од тие маџирите, што беше од тие луѓе. Вика, јас викам завршен 2-3 универзитети едно друго и правевме, дискутиравме. Кога дојде во прашањето за ова што спомнувате за грци пород, тој имаше законот грчки беше 1882 и така нешто. Да, 84-та. Што ми текна мене прави, правејќи муабет, му кажам на овој конзулот, му викам, му викам, конзуле му викам, поради тој закон грчки, вие сте турчин по крв. Затоа зашто твој татко и мајка кои беа дојдени во Турција, му викам. Во исто време му викам, моите родители, сите кои беа родени таму, викам, сме спрема тој за грчки пород, а вашата власт не не признава како македонци. Тоа беше прашањето ова. До таа степен се збуна овој да не знаеше човекот како да одговори. Тоа е составен дел од целата ова политика за која спомнувате дека се води денес за таа работа. Добро, повелете. Чичко Ѓорѓи, повели, да не сакаш да кажеш нешто. Да додадам нешто, сите преговори што беа направени, Исправете се малку. Охридскиот, Исправете се, така. вклучувајќи го и Охридскиот договор кој го направи Трајковски за свое време, беа во некорист на македонската нација и македонската држава. Стана кантонизација на Македонија. И дадоа на албанската страна право да има секогаш партија представничка во владата. Каде го има тоа на светот во друга земја? Никаде. Каде го има? Никаде. Никаде. Преспанскиот договор е предавство против македонскиот народ. Да го мениш името. Што добивме ние со тоа што го менавме името? Нека ми кажат. Или Глигоров, кога во Нью Йорк, одејќи на состанокот на Обединетите нации, на собранието на Обединетите нации, да речам, го прашува грчкиот новинар и му вели, кој сте вие, господине председател? Па ние сме словенски луѓе кои дојдовме во 6 век. Тоа е одговор на човек, политичар, на председател на една држава. Па гркот одма му вели, па што барате вие со името ако сте дојдени во 6 век? Просто, еден простак од моето село, Орач, би му рекол, знаете што? Мојот народ тука е со милениуми. Сакате да знаете појќе? Одите кај историчарите, прашајте ги нив. Не треба да го увредиш. Преспанскиот договор сега Заев се дрпа дека ѓомти признавањето на македонскиот јазик од судот во Лерин и на Кириакос таму дека сепак имало таков употребен јазик, дека тоа е придобивка од Преспанскиот договор. Тоа е најголемата лага на светот. Поради простата причина. Они не откажаа нас сосема. Па и со првиот договор што го направија, за кога нарекоа Македонија со име, не сакам да го повторувам, никакво име. Како може држава да биде бивша, а да биде во сегашнина? Не може такво нешто. Така. Кога во 6-тиот параграф на тој договор велеше дека втората страна се откажува од сите личности, организации, издруженја и општества кои не се државјани на втората држава. Автоматски тоа го кажува дека Република Македонија го избриша 48-миот параграф за заштита на малцинствата во соседните земји во Македонската конституција, во Македонскиот устав. И многу други нешта не чинат, или Ковачевски денес, па тој нема глас. Од сите министри,
Може се 5-6 македонци, другите се сите албанци. На сите важни места се албанци. Ама и не се Како може македонци. една Македонија да живи со албанска ова? Што ни го прават со бугарите? Дискусија да правиме со бугарите, па не влегваме во European Community, бре, не остават anyway. Не сакат таму. Што бараме таму? Енергијата ја губиме за џабе. Место да вложат енергија за развој, за да се најди поќе работа, да не бегат младите, да се покачат платите. А рамиството оди на големо. Сега навлегуваме во денешните проблеми со Македонија, да го оставиме тој проблем на страна. Има повеќе дискусии да се одржат поколу тоа. Меѓутоа, само да кажам дека нашата генерација, сега веќе сме преку 80 години, скоро сите, многу од нашите деца веќе ги нема да учествуваат. Меѓутоа, верувам дека, како што спомнав преди малце, верувам дека би требало идејата за добрите сделки, добрата политика, умната и акцептирање на националност и од човековите права кои доаѓаат со нас, да останат и да има луѓе како младиот тука присуден од Human Rights, што викаме, да, кои доаѓаат со нас, веќе да продолжат таа идеја, зашто тоа е една од најсветлите работи, а специјално ова што спомна преди малце Ѓорѓи, самиот факт дека Македонија денес, колку да сака, кај и да оди без нас, луѓето македонци кои живееме во странство, дали тоа беше Америка, Канада, Австралија или Европа или секаде друге, ако не се тие луѓе не се приклучат кон идејата за Македонија, што е за жалост го нема веќе колку години се губи тоа. Треба да се работи на тоа, дека да се активираат луѓето од странство. Да додадам уште нешто. Децата бегалци никогаш не пробаа да напаѓат Југославија, која беше единствена земја што имаше една Република Македонија, каде сите македонски институции постоја. Уставот на Република Југословенска беше перфектен. Ние, македонците во Републиката, не знаеа да си користат правата. Ристо е сведок. Кога влегоа кај Миколичи, кога почнаа да зборуват по македонски и тоа да му бара зашто не става ништо за нас, зашто не правите ништо, му вели еден од тие, вели, оре, Ристо, благодарам, ние подотворивте вратата да можеме и ние да влеземе во одајчето. Ние сме криви. Јас тука сакам да го завршиме интервјуто, бидејќи сте добри соговорници, бидејќи сте искусни активисти на македонската заедница, на македонскиот народ. Јас сакам да ве замолам, еве јавно, повторно да направиме интервјуа, некаде по 3-4 недели, после еден месец, така, пред Илинден да биде, да можеме за овие работи што имате, вашите искуства што ги имате поминато со високи представници, политички представници на Канада, Југославија, на Грција и она што го имате позади направено, а ние знаеме, ако не сте биле вие, ние немаше да го имаме тоа ниту во Канада, ниту во Австралија, па ниту во Америка. За да не го, бидејќи сега овие 2-3 месеци сакам да зборуваме околу децата прогонети, протерани, вашите маки и така натаму, ова другиот дел од интервјуто ќе биде за денешните состојби во Македонија, дали е тоа Републиката, дали е во Егејскиот дел, Пиринскиот дел на Македонија и делот кој припаѓа на Македонија. Дали се сложувате со тоа? Апсолутно, зашто да не? Тука доне е факторот да не приклучи со вас да можеме да разговараме. Така, али дали слушнавте дека во Ческа, уште ова сакам да ми дадете збор. Дали ќе го правиме овај споменикот на Илија Димовски Гоче? Ќе се контактираме со Обединетите македонци. Ќе правиме така што можеме да
United Macedonian да биде Драги иницијаторот за Стојковски ово. е сега таму председател. Зашто Драги Стојковски ќе го апрочаме, ќе му придиме со вашиот предлог да можеме да го направиме помасовно и подобро. Идејата за тоа не е Идејата е прекрасна. Идејата за тоа не е да се соберат 1000 или 2000 долари. Идејата за тоа е да се прогласи значењето на Илија Димов Да, ма како без човек, пари не се како прогласува човек, ништо. а застани позади. Не е работа јас да, него работата е Организацијата Обединените Македонци да излези или Human Rights, човековите права, Ја, да има Мил Николов, сила и значење во позадина да. на таа акција, која е апсолутно корисна, е во корис за сите нас и е многу благородна. А има и членови од неговата фамилија уште тука во Канада. Кажеме дека тој беше мој комшија насело, што бевме така, иако имаш избегано пред тоа отиде во Лерин. Тоа од Лерин фактички стана тоа што стана, зашто од селото ќе излегаше, ќе беше селенец како и нас. Меѓутоа човекот успеа да стани тоа што беше. Меѓутоа неговата големина беше во тоа. Беше наш човек македонец, иако статиченец. Еве, сакам да ви спомнам за него дека јас кога ја пишував мојата докторска, и јас сум историчар, кога ја пишував мојата докторска дисертација во архивите на Австралија, најдов еден текст каде што пишува Черчил дека Илија Димовски гоче со неговите 30.000 партизани македонци кои се сместени по селата во Костур, во Леринско, во Воденско и натаму, ние не ќе можеме да ги победиме ако не направиме она што го направија како со Грамос и со Вичо. Дори спомнате од Черчил е Илија Димовски и за мене има големо значење, меѓутоа, како што рековте вие, Чичко Ѓорѓи, треба пари, значењето Чичко Ристо е големо и ако се собериме, ќе го направиме со 4-5 евра споменикот и ќе стои таму за секогаш успоменот дека беше роден во Стапица. Исто беше и со децата бегалци. Ја нема пари, не можеш активности да правиш. Така е. Како ќе окрепиш human rights ако немаш пари да му дадиш? Све беше поврзано со тоа. Како средбата. Ние финансиравме средбата. Не даде Републиката 1 цента за нас. Добро, да не се враќаме назад. Јас сакам да го завршиме. Сакам да речам, парите се страшно важни. Парите се многу важни. Спомна Ѓорѓи, не спомнавме досега. Првата делегација која отиде од Канада во Европа за Human Rights, ние беше од акцијата на децата бегалци, ние ги плативме 20 колку беа 10.000 долари. Ги плативме да одат во Европа за прв пат во Европа. 3 минути. За прв пат во Европа се слушна за македонските луѓе кои живеат во Грција, обесправени од сите основни права и така натаму. Тоа беше за прв пат, многу се чудеа, али тоа беше наша акција. Имавме многу други слични работи, да ги оставиме за друг пат. Да, Христо, ти така кога ќе зборуваме ние старците многу, стори така со ножиците, да знаеме да прекратиме. Не смеам тоа да го правам. Интервју имавме прекрасно, јас ви благодарам многу. Почитувани слушатели, разговорот водевме со Ѓорѓи, да не го сгрешам презимето, Плуковски и Ристо Чачкировски од Канада и двајцата деца прогонети од своите огништа. И се надевам дека ќе уживате во ова интервју, односно некои од вас знам многумина и ќе плачите за тоа што тоа се случува на мојата радиопрограма кога разговарам со деца прогонети од своите огништа, од мајчините гради, од мајчините преградки и така натаму. Ви благодарам многу и до гледање или до слушање. До слушање и до гледање. Пријатно. Се најдобро до сите австралијци таму, македонци. Благодарам. Никогаш нема да загинеме. Ви благодарам многу.